ако некој има лагодна позиција, тоа е сега Мицковски. За да може да спроведи крупните работи или темелните работи врз основа на што ја засноваше неговата предизборна кампања и предизборни ветувања кај граѓаните. Тоа беше дека нема да го употребува новото име Република Северна Македонија, за него за секогаш ќе биде Република Македонија, ќе ги ослободи уставобранителите. Исто кажа дека нема да има уставни измени и дека нема бугарите да влезат во устав, дека нема да има преговори и колку што јас се сеќавам, кажа дека ние нема потреба веќе да се вртиме ниту кон Европа, ниту кон Америка, треба да си гледаме во сопствениот двор и дека ќе си работиме во државата за развој на државата. Добивме задолжување ново, кое што нигде не го вети Мицковски. Земавме кредит исто така без да знаат граѓаните, без да ги праши. Он го представуваше како соработка со блиски пријатели, земја во која што ние ќе имаме соработка за инвестиции. Тоа го ветуваше во предизборната кампања. Таа соработка после се сведе не на соработка, него се сведе на земање кредит. Како власт, освен лага, друго ние ништо не видовме. Барем до сега по моја проценка.